Намерна саботажа или самообична случајност. Најголемиот производител на струја во земјава, РЕК Битола, денеска повторно во фокусот на јавноста, откако утринава тој целосно беше исфрлен од електроенергетскиот систем во земјава. Имено заради настанат пожар на дрвени елементи поставени во близина на ормарот за електронско управување и активирање на заштитниот механизам на блокот 2, тој автоматски бил исклучен. Првичните сомнежи се дека станува збор за саботажа. По ова, согласно оперативните протоколи на комбинатот, веднаш била известена крим полицијата, која пак по извршениот увид ќе треба да го каже и конечниот збор и да ја симне дилемата. Во меѓувреме, во комбинатот не работи ниту еден од трите блока. По завршувањето на полицискиот увид, стручни екипи од РЕК Битола веднаш ќе започнат со детална анализа за согледување на евентуалната настаната штета и утврдување на точната причина за зголемувањето на температурата, информираа утринава од ЕСАМА. И некои од вработените во комбинатот се уверени дека можната саботажа не е исклучена како опција, зашто, како што неофицијално дознаваме од наши извори, од утре ќе следела и проверка на сите службени лица. Ова, особено после сите финансиски афери кои во последно време го тресат комбинатот, а поврзани со претходните раководства, зашто веќе се води и судски процес под името Адитив, и во кој се осомничени дури 30 лица за проневера од околу 6,5 милиони евра. Обвинителството ќе докажува дека групата на чело со поранешните директори на ЕСАМА, Васко Ковачевски и Васко Стефанов, и раководните структури на РЕК Битола, ТЕЦ Неготино и ТЕЦ Осломеј, преку пререгистрација на фирми и договарање меѓу економски оператори, местеле тендери за набавка на адитиви за јаглен, кои ги плаќале неколкукратно поскапо, а адитивите пак не само што не се користеле, туку биле и опасни по здравјето на луѓето. Обвинетите во судскиот процес, кој започна на крајот од минатиот месец, се товарат за повеќе кривични дела: злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба, наместени јавни набавки и перење пари. Прво обвинетиот, кој е и поранешен прв човек на ЕСАМА, Васко Ковачевски, е во бегство и се бара со меѓународна потерница и нему ке му се суди во отсуство. Со обвинението е опфатена и председателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, која со уште 20 други осомничени се товари дека споделувала информации од предмети на екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, кој веќе е обвинет во случајот. Во случајот Адитив обвинети се и 5 правни лица. Сите обвинети на првото рочиште негираа вина. Судењето ќе продолжи на 26 месецов.